Оца, бајде. Прво шефицата ме изнервира. Како сум била облечена. И таксист. У маркет ме јавна дедовот позади на редот кога чекав. Ме прашува чекам ли ред. Не бе, шо чекам бе човек. На крајот таксистот. Ако ми текне дека имам реклама, ќе полудам. Леле, дај кажи некој совет, имам снимање, ќе ме штракаат апарати, рефлектори у главата, кажи ми. Не, добро. Како ќе снимам реклама, Кажи нешто, леле, помогни ми те мало. Гледай, се тресам. Збори како да се смирам. Еви, ќе дишам. Нема не бива. Ти платам, ајде, збори. Ја би сакал да ти помогнам, ама... Збори бе човек, ајде, збори, немам време, кажи, што да направам? Психотерапеутот е до мојот стан, ова е приватен простор. Мислам, може да останеш... Ќе правиме сутлиеш. А кај да си? Извини. Ништо. Дојди пак. Колку имаш у моментов трема пред камера од 1 до 10? 100. Колку пати се предомисли пред да дојдеш овде во студио? Добри 10 пати. Професија? Моделинг, знае да има паузи, он-оф, ама во главната. Доколку не би се бавила со моделинг, што би била твоја професија? Пејачка. Која е твојот најголем страф? Одлетање. Која е твојата најака страна? Искреност. Камен да е може ли во очи има бисери? Дали некој што има бисери во очите може да го однесеш у златара? Па ќе пробам утре. Кој е бројот на брза помош? 194, Врежан. Има сега 112, тоа е за сите. Полиција, брза помош. 112, иначе таа знам затоа што знаеш. Кој е најбрзото животно на свет? Гепард. Кажи една брза зборка. Ау, катастрофа сум тоа, не. Доколку не би живеела овде, каде би живеела? Пеширово. Ако едниот модел е висок 1,87 м, другиот е тежок 64. Колку ти беше тешко да бидеш дел од емисијата? Многу. Кажи ми дали добро си помини. Одлично. Фала ти многу. Фала ти тебе. Мартина, Return Time, се гледаме наредна епизода.